Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Многу кратко и многу јасно. Сите оние кои што се поврзани како црева и сите оние кои што ја играат играта во корист на јужниот сосед против интересите на Македонија, треба во иднина со име и презиме да ги објавиме. Ова злосторничко здружување, кое што одработува за грчките тајни служби, посебно во мојот град Кочани, каде што секоја педа треба да се урбанизира, да биде стамбен комплекс, а се со една цел да биде уништено се кое што утре ќе треба да биде обелоденато или се кое што е поврзано со вистината за мојот град Кочани и сето оно што јас како Владо Павлов ви го имам доставувано. Овие одработувачи за грчката тајна служба, кој учествува во ова швајцарско сирење на мојот град од стамбени комплекси, каде што од едната страна е Ванчо Деликатес и Оливер, а од другата страна Мијалков, не е добро за Македонија. Не е добро за Македонија поради тоа што многу докази и аргументи се уништуваат, се со една цел да опстои лагата која што е поврзана со јужниот сосед. Јас ви повикувам, македонци мои, најжестоко повеќе да се спротиставиме новија узурпатори, новија олигарси, кои што имаат за цел гроб на гроб да стават или гроб или стамбен комплекс врз гроб да направат. Моите кочанчани се како домазетовци, слика имаат, тон немат и не им наоѓа мана затоа што со години уназад мојот град Кочани е Иванов град, град на Ванчо Деликатес и неговиот тутор Бранко Црвенковски. Сите оние кои што учествуваат во ова злосторничко здружување имаат посебна цел, а целта е да биде уништен Владо Павлов, неговите дела и се оно што значи утре воскреснување за Македонија. Затоа, македонци мои, вие изберете дали понатаму ќе одработувате за овие одработувачи на грчката тајна служба, каде што со фалсификатот за Македонија цела западна цивилизација е излашена, цела Англо-Америка, а од тука и дознайте повеќе зашто Владо Павлов е ставен на менгеле од овие олигарси. Јас верувам дека во овие макази помеѓу Мијалков и Ванчо Деликатес Бог ќе го избере најубавиот пат и Бог ќе им покаже дали Владо Павлов е во право, дали е дојдено времето на воскреснување на Македонија, покрај сето оно што се прави моментално со Владо Павлов, во спрега со адвокати од двете страни, во спрега со извршители, нотари, судии, одредени лица од МВР, УВР Кочани и да не ги набројуваме уште колку ги има. Јас ќе се борам до крај. Правдата ќе победи. Затоа што сето оно што се прави, не се прави само со Владо Павлов. Се прави со илјадници македонци од Источна Македонија. И ги повикувам сите
на колективно ниво да се избореме и да ги победиме овие слуги на грчките тајни служби, овие олигарси кои што имаат за цел стамбени комплекси врз наши древни градови да изградат и кои што имаат за цел стамбени комплекси врз гробови да изградат. Ниту на Ванчо деликатес се плашам, ниту на Оливер, Паужина, а најмалку се плашам на Мијалков Змијалков, затоа што знам дека Бог е тој што ќе одреди утре. Јас или овие два клана кои што се борат за повеќе и 5 место во Кочани да го узурпираат, едни од Ванчо, а други од Мијалков. А се со една цел да се избрише една историја, да се избрише една вистина, вистина која што утре треба да го воскресне повторно нашето име Македонија и каде што целиот свет треба да дојде на поклонение. Затоа ве повикувам, македонци мои, будно да го следете профилот, да споделувате. До сега имаме околу 900.000 следачи дневно, да имаме повеќе од 1 милион, за да можеме да ја прошириме информацијата за стекнување на поголема правда. Едно големо благодарам сега за сега до Министерство за правда и верувам дека Министерство за правда ќе продолжи да работи онака како што треба и дека овие узурпатори кои што се новите донокчии на крв на македонецот ќе бидат онаму каде што им е местото и Бог нема да дозволи како тоа што го правеа претходниците како Тито на древни градови македонски да се градат касарни, да се изградуваат споменици од ноб, а овие стамбени комплекси. Затоа што милениумското откритие на Владо Павлов докажува дека градот е и некропола. Докажува дека на отприлика 30 километри од заливот Термај, а тоа е древен град Стара Хераклеја, поврзан со денешен Штип, поврзан со Богословец и Ѓаволски ѕид, каде што во 413 година пред нашата ера чинам беше нашиот татко Архелај I е основоположник на најстариот град од каде што започнува воскреснувањето на Македонија, а тоа е Ајгај Еге. Еге е алатка за полирање на кристали. Еге е синоним на нашата планина Осогово, која што саксоните ја нарекуваат Божја земја поради големите рудници кои што ги имале за сребро и злато и од кои што Александар Македонски и Филип ја прават најголемата империја и се борат против непријателите на човечанството и рептилната раса која што била во Вавилон. Затоа денес сите историчари тврдат и ќе докажуват дека јас сум бил во заблуда, бидејќи сум велел дека Ајгај Еге е некропола. И знам зошто го велат тоа. И знам зошто велат дека сум во заблуда за мојот град Кочани. Затоа што овие олигарси, од едната страна Ванчо деликатесот и Оливер Паужина, а од другата Мијалков и Змијалков или Змијалков, треба да го уништат ова светско откритие наше македонско. Затоа што врз ова некропола треба да има стамбени комплекси. Овде е сршта на сите случувања со Владо Павлов. Овде е сршта за уништувањето на Владо Павлов и нивната цел која што е започната од времето на покојниот Ниче, дека ќе претплатил 30 доктори и да ме носеле на психијатар. Овде е поврзаното и со сите случувања во мојата фамилија тогаш и денес.
сите провокации и фингирани сценарии од дотичната особа за семено насилство идат во корис на овие узурпатори, на овие уништувачи на вистината за Ајга Јеге, на мојот град Кочани, да уништувачи на некрополата, која што треба да биде денес стамбен комплекс. Не знам дали овие пари што ќе ги добиваат од уништување на фамилии толку многу им се потребни. Али ги поздравувам и Оливер Паужина. Прво ќе ти наместиме фингирано сценарио со лична карта, а потоа ќе те вадиме. Го поздравувам Ванчо Деликатес. Го поздравувам Јалков. Мојот град ќе биде некропола. Моите откритија ќе бидат представени пред цел Балкан, на кој што се обединуваат илјадници научници од Балканот и на кој што ќе учествувам со Ибра. Затоа што ова што се прави е врв на сатанизам. Затоа што ова што се прави е врв на безобразие. Затоа што ова што се прави е во интерес на јужниот сосед и во интерес на она држава, на овие кебапи кои што немаат ништо македонско да ги додржат во живот, а преку нашиот јужен сосед и понатаму да владеат со манипулацијата и лагата од кој што е заведена цела Англо-Америка и цела западна цивилизација. Затоа ќе докажам дека не сум во заблуда. Ќе докажам дека Ајга Јеге е некропола. Ќе докажам дека овие два узурпатора имаат за цел да градат стамбени комплекси врз ова некропола. Ќе докажам дека сето она кој што до денес го знаеме околу Воден, кај јужниот сосед, е лага и скренување на внимание од правата вистина. Затоа што таму нема никакви траги. За да има некакви траги од ова вистина, треба да е некропола. Затоа и јужниот сосед не се спротивставува дека е некропола, затоа што Ајга Јеге фалсификувана на нивниот дел е град. Ќе докажам дека овој фалсификат би бил совршен се додека ние не се појавивме. Но да се вратиме на светската конспиративност, која тврди дека заблуда било да се представува Ајга Јеге дека е некропола, а не е заблуда денес овие двајца узурпатори, едниот од едната страна Мијалков, а другиот од другата страна Ванчо Деликатес и Оливер, да градат стамбени комплекси врз ова некропола. Се со една цел да се сокрие, да се зацементира ова вистина, а Владо Павлов ако треба да го однесем и во лудница. Мијалков и Ванчо Деликатес, ако сте богови, а гледам дека се правите богови, слободно направете го тоа што верувате дека ги успеете со Владо Павлов и со сите оние армија на извршители, армија на нотари, армија на адвокати, армија на судии кои што имаат по пола милион евра од имотите кои што се зимаат на овај измачен кочански и виннички народ. Слободно направете го тоа. Ама, секако, ако сте богови, ова моје вклучување во живо го започна прво од нив, а потоа ќе одеме од нивната армија на извршители, нивната армија на нотари, нивната армија на судии, каде што сите со име и презиме ќе бидат представени, нивната армија на луѓе околу мене, нивната армија на луѓе околу моите блиски пријатели, како работеа сиве овие години за да се уништи ова светско откритие на Владо Павлов, а се со една цел
да се додржи во живот јужниот сосед и Грција. Замислете, ова заблуда тие ја припишуваат за самите поради податокот кој е поврзан со Александар Трети Македонски и Советот на старци, собранието на македонците, кое во Вавилон донесело одлука ковчегот со балсимираното тело на починатиот македонски цар да биде донесено во Ајгај Еге и таму да се изведеле погребните обреди церемонии. Погребните обреди на древните македонски цареви би биле налик на погребот на Тито. За да можете да ме разберете. Значи, идентично на оно што го правеше Социјалистичка Федеративна Република Југославија со погребот на Тито, со неговите ордени и сето оно што беше представено, се додека него однесот во неговото почивалиште Дедиње, се поврзани со древните погребни обреди на древните македонски цареви. Затоа, ако дојдеме до вистината и за овие погребални обреди и церемонии, секако тука не смееме да го заборавиме Мородвис или локалитетот Црквиште, каде што секогаш било изложувано телото на македонскиот цар и кое било донесувано со златна кочија по кој што го добиваме името Кочани. Замислете ваквите светски замоглувачи на вистината, заедно со македонските историчари, академици, археолози, едноставно целиот наш интелектуален ум, кој само низ години правеле копи-пасте или изигравале, како да кажам, копирни машини, нагоре наведените поради одредени стимулативни мотиви или незнаење. Но јас би рекол знаење, затоа што ако имаме незнаење, овие олигарси и две спротиставени страни, помеѓу Мијалков и Ванчо Деликатес, во мојот град Кочани, за уништување на ова некропола не би и постоеле денес. Тоа значи дека токму овде треба да ја бараме заблудата на сите нив и сомнежот во одлуката на Советот на старците, тоест собранието на македонците во Вавилон, зашто одлуката станувала збор за погребални церемонии, а не за негово погребување. Има многу разлика од погребалните церемонии и разлика од погребувањето. Овде, како што им одговара на денешните замаглувачи на вистината, големите светски фалсификатори, каде што ќе го вклопиме и Кутлеш, наместо нели Ајгај Еге, поради доказот дека истиот тој не бил некропола, правејќи го неголемиот геноцид подоцна на македонците, а се со една единствена цел, фалсификатот во Кутлеш да биде вистина. Токму во овој поглед водат и овие двајца олигарси, кои што најжестоко имаат за цел да го уништат Владо Павлов, а тоа е едниот од едната страна со Бетонштин Мијалков, а другиот со Делта градба Ванчо Деликатес и бившиот министр за внатрешни Оливер. Така да одлуката оставам на Бог и на вас, македонци, дали ќе дозволите понатаму овие двајца олигарси да уништуваат вакви локалитети кои што се многу битни за Македонија, а се со една цел да го додржат фалсификатот на јужниот сосед, кој што оде во прилог утре Македонија да биде покрајна на Грција. Оно што многу одамна ви го кажа непријателот број 1 Васил Топурковски, кој што ви ја направи војната во 2001 со милиардата од Тајван, а никој денес не го споменувате. А рамо до рамо со Киро Таушанов, Негли Горов, кој што ќе биде забележен во иднина, колку и да дават напор
овие бранковисти, овие чеда на Бранко Црвенковски дека Киро Глигоров бил во автомобилот, повеќе не им пале. Повеќе од јасно е кој одработува за грчките тајни служби и кој одработува Грција да остане во живот на сметка на мртва Македонија. Еве, македонци мои, споделувајте ако верувате дека можеме да обстанеме, оставени сме самите на себе во ова плејада на судии кои што имаат на конто повеќе од пола милион евра, на ова плејада на адвокати од двете страни, нели, на ова плејада на извршители кои што само лупаат камата на камата, камата на камата, на ова плејада на нотари и лица кои што се поврзани во ова шпионска мрежа, а се со една цел да биде уништен Владо Павлов и ова големо дело кое што никогаш како Владо Павлов јас не сум се сомневал во собранието на македонците во Вавилон и верувам дека ковчегот со погребалните останки, како што велат, бил донесен во Ајга и Еге како една од најголемите паунско-македонски некрополи во тој временски период, а и до ден денес изложени во светилиштето на Дион. Дион во превод значи светлината која обожавале македонците и биле најголемите посветеници на нејзе, а денес доказ и аргумент на ова светилиште е украденото цвеќе на животот од Владо Павлов и денес кој знае дали во подрумските простории на УВР Кочани. Доказот на ова светилиште Дион е цвеќето на животот кое што е украдено од УВР Кочани под капата на овие олигарси кои што имаат за цел да запечатат све и врзни да изградат стамбени комплекси. Така да Дион или свеќето на животот или светлината го докажува моето светско откритие кое што е поврзано со етерот и без него дека нема живот. Од каде го знаеле тоа древните македонски цареви, во некоја друга прилика ќе докажуваме, ќе си полемизираме, ќе дебатираме едно по едно, но најпрво овој катанец на умот и овие пранги на нозете кои што ги ставаат овие уништувачи, овие олигарси на стамбени комплекси, да ги попречиме ако тоа не го направи министерот Тошковски заедно со премиерот Тино. Да живее Македонија со дух, ум и фанатизам. До крајот ќе се борам за ова вистина и ќе докажам дека Ајга Еге не е доле во Грција, не е доле во Јасонија, туку е во денешна Македонија и дека истата е некропола на кој што се спротестуваат сите историчари кои што се купени со злато од јужниот сосед. И заклучокот на секого од нас треба да ни биде јасен, а тоа е следново. Ајга Еге е некропола и не е во денешен Воден, туку во денешна Македонија. И ги повикувам премиерот Тино, ги повикувам сите оние од музеот на Република Македонија кои што продава парцели за градење на стамбени комплекси. Ги повикувам сите да застанат во одбрана на сето ова. Да живее Македонија!